Еве сме назад во студиото на Македонија денес. Се надевам дека имате убави утрински моменти заедно со нашата програма. Секогаш е задоволство што нели наутро сме тука за вас. Се надевам дека придонесуваме на добар начин да го започнете вашиот ден, а се надевам и дека ќе ви се допадне нашата следна тема во рамки на утринската програма. Одбравме со вас да зборуваме, тоест да ви пренесеме како помина еден убав настан кој што е дел од светот на културата и светот на музиката. Оно што го држам во мојата рака е една убава статуетка, а човекот, односно личноста која што ја освои е, впрочем, помеѓу моите следни гости во студиото. Ќе зборуваме за меѓународниот фестивал и надпревар Полихимнија 2019. Причините поради кои што се организира, начинот на кој што се организира, што тоа значи за сите млади музичари и уметници кои што се дел од него, како изгледа нели човек да се надпреварува, како изгледа да се биде дел од светот на музиката. Многу прашања на кои што ние ќе се обидеме во следните минути да дадеме одговори заедно со моите гости во студиото. Затоа е време да им посакам добри дојден на Николина Тодоровска, кој што е професор по флейта, а воедно е дел од организаторите на овој убав настан. Добре дојдовте. Добре ве најдовме. И со нас е Леонардо Димовски, кој што инаку свири на виолина и кој што е овогодинешниот победник на надпреварот, лауреат, и негова е токму оваа статуетка. Ти честитам и добре дојде во нашата студија емисија. Да. Многу ми е драго што отвараме ваква тема. Нашите гледачи, јас би рекла, веќе знаат дека мене ми се омилени темите поврзани со културата и музиката. Затоа ќе им го представиме овој настан. Полихимнија, колку време веќе го организирате пред се? Која беше таа почетна идеја, нешто вакво да имаме и кај нас? Полихимнија оваа година беше четврта поред. Фестивалот се организира, значи 4 години. Почнавме скромно со 2 категории, потоа следуваа повеќе категории, повеќе настани во рамки на фестивалот, така да веќе оваа година прераснавме во голем фестивал, да наречам. Значи, во рамките на фестивалот постои надпреварувачки дел во различни категории според возраста на учесниците. Организираме концерти на гостите од странство што ни доаѓаат, кои што се членови на жири комисиите. Концерти солистички на гостите, меѓутоа и еден гала концерт, представување на сите заедно представници на различни инструменти од различни држави. И на крај имаме еден завршен концерт кој што е како шлак на сето ова. Најдобрите учесници учествуваат на овој концерт и тогаш се одбира најдобриот од сите најдобри. Најдобриот помеѓу најдобрите. Да. Ќе им го разјасниме тоа на нашите гледачи, затоа што инструментите секој си има своја специфика, секој е различен и нели е никогаш е многу неблагодарно и тешко човек да оцени кога сите се на куп. Уште малку јас сакам околу самата идеја и иницијатива. Тие што се дел од светот на музиката знаат дека нашите уметници многу често, особено кога се вака мали, мораат да излезат надвор од нашите граници, за да ги измерат силите со нивните врсници кои што се бават со истата оваа работа. Многу поретко, нормално ги поздравуваме и останатите кои што организираат надпревари и настани, но многу поретко тоа може да го прават кај нас. Беше ли ова можеби една од главните причини зошто сакавте да организирате ваков настан? Ние сме, јас сум професор по флейта, јас со моите ученици веќе долги години излегувам надвор во околината и малку подалеку, значи на надпревари, на семинари. Исто така и останатите ученици кои што се малку по-заинтересирани за да влезат во тој свет на музиката и да го осознаат сопствениот инструмент, излегуваат надвор, меѓутоа не може секој да си го дозволи тоа. Од друга страна, ако ние одиме надвор, зошто па и тие да не дојдат нели кај нас? Тоа беше првичната идеја и така тргна се. Ние, како што одиме на надпревари, на семинари, надвор од нашите граници, така се запознаваме со луѓе кои што се заинтересирани што ние тука правиме. И тоа беше всушност првичната идеја. Идејата наша е да собереме што повеќе земји учеснички, што поразличен
различен вид на професори од различни земји. Нормално дека секогаш најблиските држави ни се најприсутни на нашиот надпревар. Да се дружат самите учесници, затоа што имаме учесници и од надвор, и да самите учесници да разговараат со сите професори што доаѓаат од надвор и тие што се од тука, од кај нас, и да си разменат мислења. Во рамки на фестивалот имаме и семинари за одредени инструменти, значи после надпреварувачкиот дел можат да разговараат, да работат со тие професори со кои што сакаат. Се тука, да, тие се тука, впрочем, да ги споделат знаењата, и да ги слушнат на концертите што ги организираме за професорите, да си ги слушнат, да видат со што може да се соочат, нели, да размислуваат во тој правец. Тоа е тоа искуство и знаење кое што е супер кога професорите и веќе остварените музичари се расположени да го пренесат на помладите. Леонардо, најнапред сакам да го запознаеме пред да ни објасни како дојде до овој успех. Пред се кажи ми колку години имаш? Имам 14 години. 14 години. Да. А колку време свириш на виолина? Секогаш велат за виолина. Подобро е колку помал почнеш, толку потоа полесно ќе ти биде. Вистина е тоа? 8 години свирам виолина. Моето школување го започна во основното училиште во Прилеп, кај професорката Оливера. Со неја ги постигнав првите успеси. Потоа продолжив кај професорот Ванчо Стоилков, а моментално сум под менторство на професорката Сихана Бадивуку. Да, ги поздравуваме сите и пред малку спомнавме колку се тие важни кога еден човек сака да учи за музиката и сака да станува се подобар и подобар. Ама како дојде ти до идејата да свириш на виолина, бидејќи важи помеѓу инструментите кои што е најтешко човек да свири на нив, и сега нели ти најнаш се одлучуваш од сите инструменти баш виолината да ја одбереш. Зошто? Па уште од најмала возраст слушав класична музика и најмногу ми се допаѓаше звукот на виолината. Имаш некој во твоето семејство кој што го наследуваш, кој што се занимава со музика? Не. Значи ти го кршиш мразот, ама еве гледаме на колку добар начин тоа го правиш. И ајде сега да те навратам низ времето, бидејќи кажа нели кога и каде си започнал. Помниш како изгледаше твојот прв јавен настап? Бидејќи нели учиш основи, вежбаш одреден временски период и треба да дојде момент кога ти излегуваш. Дали на јавен час или концерт. Памтиш како беше првиот пат? Па да, памтам, беше на државен надпревар. Прв пат и на надпревар? Да, прв пат, да. Добро. Имаше трема, мислам... Второ, трето одделение. Добро, што еве и нашите гледачи ќе сватат дека тоа е сепак едно мало дете излегува да свири пред многу луѓе. Да. И памтиш дали ти беше многу стресно, со многу трема? Да? Да, првиот пат. Кој најмногу ти помага ете пред настапи, не знам, да се релаксираш или да што знам да имате убав разговор за да се чувствуваш подобро кога ќе излезеш на сцена? Па и моите родители и професорката Сихана, да. Да, професорката и родителите, тие се најголемата поддршка. Ево од другата страна, нели човек организира вакви убави работи за млади луѓе, а вие сте и професор. Каква е чувството од другата страна, нели кога еве да речеме вашите ученици на кои што сте им посветиле време и внимание, треба да излезат на сцената и тука се нивните 5-10 минути, нели? Толку тремата нивна и наша трема, секое излегување нивно јавно представување, ние имаме еден вид трема или стрес, не е стрес, но некаква трема како ќе излезе тоа, сепак детето само излегува на сцена. Меѓутоа тие се истренирани, од мали нозе вежбаат, од мали нозе настапуваат на јавни часови, на концерти, кои ќе дојде време за надпревар, веќе тие сите знаат како треба да се однесуваат на сцената. Не е едноставно, меѓутоа сите ученици, па и ние, нели, возрастните, сме навлезени во тој свет, така да не влече тоа. Нема од тоа, немаме некој поголем стрес, едноставно не тера тоа да одиме понатака и понатака и се повеќе настапи, да. Да велат дека таа маѓа која што има музиката е такава каква што е, па еве ова вие го објаснувате на некој начин со зборови. Леонардо, да ми каже сега какви беа конкретно правилата за учество на овој надпревар? Што требаше ти да направиш за да можеш да се надпреваруваш? Па за да можам да се надпреварувам треба да освојам 100 поени
на надпреварот, Добро. за да можам да се конкурирам за лауреат. Добро. Што е тоа што ти го свиреше? Еве сега во моментов гледаме снимки кои што вие ни ги донесовте од надпреварот. Така што ќе ми кажеш ли што всушност ти свиреше? Со какви дела се представи на надпреварот? Свирев Бах партита број 2 Добро. и Скерцо Тарантела од Вијањевски. И сега, еве, бидејќи ние имаме нели гледачи кои што не знаат многу за овој инструмент, можеби не толку за класичната музика, колку и дали е ова тешко што ти го свиреше на надпреварот? Па да, за твојата тешко е. возраст и конкретно за овој инструмент. Потребно ли е многу време за ти да можеш ова да го совладаш и да го отсвириш на таков добар начин, да? Потребно е, да. Од прилика колку време, еве да речеме? Па ова дело го работев 3 месеци. 3 месеци? Да. Па добро, тоа и не е, да ти кажам, Да. толку многу долг временски период. А што се однесува до вежбањето и одвоените часови во текот на денот, колку време секој ден мора да се вежба виолина? Па секој ден околу 3 часа, пред надпревари до 5, можда. Пред надпревар се зголемува Да. бројот на часови, тогаш се поинтензивни подготовките. Има ли нешто што ти најмногу сакаш да го свириш, бидејќи овие две дела што ги спомнуваш сепак се доста различни, нели? Има ли, не знам, некој композитор или одреден тип на дела кој што тебе ти се омилен? Па да, омилен композитор ми е Бах, Вијањевски, Сарасате. Да. Да. Добро, убаво е кога човек може да го свири, нели, тоа што му се допаѓа. И сега кажи ми, имаше ли многу конкуренција на овој надпревар? Имаше Па да, можност да ги имаше. слушнеш другите учесници? Да, имаше многу конкуренција. Да? Да. Во тие ситуации е нели тешко да се даде оценка и да се Да. одлучи кој е најдобар. Какво беше пред се чувството во оној момент кога ти знаеше дека понатаму ќе се бориш за лауреат, нели прво мораш во твојата категорија да бидеш најдобар. Какво ти е чувството кога и ќе дознаеш таква информација? Дека ти си најдобро бодуван, дека ти си најдобар. Искрено тоа не го очекував, но сепак пресреќен сум. Да. Убаво и позитивно чувство. Кажи ми, какво ти е и досегашното искуство со надпреварување? Веќе ми спомна нели државно надпреварување. Да. Имаш ли многу досега искуство Па на да. надпревари? Да. Најважни награди ми се во Албанија, во Скадар, специјална награда каде што освоив. Во Приштина освоив специјална награда. Во Бугарија трета награда. Потоа на државен оваа година исто специјална награда освоив. Да, во нашите граници. Да. Секако дека си најдобар или помеѓу најдобрите, а и на меѓународните надпревари успеси. Јас искрено ти честитам од срце, на вистина. Да. Ти посакувам и во иднина да ти се множат успеси. Во сите овие, значи во надпревари, на Полихимнија, затоа што е меѓународен надпревар, имаме учесници од повеќе држави. Оваа година имавме учесници и професори од 12 држави од регионот, и малку пошироко, затоа што имавме од Полска учесници оваа година и од Турција, тоа е малку поширокиот дел. Меѓутоа, ете, ваквите ученици како Леонардо, значи, се носат со сите предизвици што ги носат ваквите надпревари и успеваат да избијат, да бидат најдобар меѓу најдобрите. Во 10 категории се надпреваруваат нашите учесници: пијано, виолина, виолончело, флейта, кларинето, боа, труба, хорна оваа година за прв пат имавме, гитара за прв пат оваа година имавме, соло пеење, камерна музика, сите тие заедно од сите тие категории најдобрите учесници настапуваат на овој завршен концерт. Значи Леонардо е најдобриот од сите категории, не само од својата категорија. Така Може е. да се носи со сите останати од различни држави, а има многу добри деца. Јас се надевам дека и оние кои што не следат ќе ја сватат тежината на сите овие успеси и најпосле дека ќе бидат горди што имаме вакви млади луѓе кои што допрва нели имаат нови успеси за да ги постигнуваат и цели да ги остваруваат. Што се однесува до надпреварот и оние луѓе кои вие ги споменувате дека доаѓаат од други земји. Сега говорам конкретно за професорите. Да. Како оди со нив комуникацијата, ме интересира и нивната подготвеност и желба да доаѓаат овде. Како реагираат и тие на
на ваквите настани, нели? Затоа што верувам дека еден успешен музичар можеби добива безброј покани. Да. Некаде да гостува, некаде да биде дел и така натаму. Сакаат ли да доаѓаат кај нас во Македонија? Сакаат да доаѓаат, ова се сите повеќето се наши лични контакти, затоа што и ние сме наставници, работиме, изведувачи, одиме надвор во другите држави, значи настапуваме со сопствени ученици, учествуваме на семинари, така да повеќето од овие контакти се лични, мои, на колегите заедно што ги организираме овие настани. Меѓутоа имаме помош и од колеги кои што нивните контакти ги користиме. Ние сме отворени за соработка, секој што смета дека може да донесе некој вреден и важен гостин може да го донесе на сопствена иницијатива. Значи отворени сме за соработка со повеќе колеги. Значи оваа година имавме околу 400 учесници како учесници на надпревар. Имавме повеќе од 30 професори кои што беа дел од жири комисиите, од семинарите, од концертите. Значи тука спаѓаат професори од Грција, од Албанија, Косово, Бугарија, Србија, Црна Гора, Босна, Полска оваа година, прв пат и Турција. Се надеваме дека ќе ни се прошири соработката. Да се надеваме дека и нашите ученици ќе одат некаде кај нив да се надпреваруваат. Нашите ученици мислам дека многу често одат надвор, така да убаво и ние да ги пречекаме тука тие и учесници, и професори, и надпреварот се одржува во убави сали, во тие сали кои што ни се достапни. На неколку локации, така на повеќе локации. А слободно може да ги кажеме, за да имаат представа и нашите гледачи, а вообичаено да кажеме тие дел од тие надпревари и концерти се впрочем и отворени и за публика. Така што понекогаш е супер ако сакаме да го исполниме нашето слободно време, зошто да не отидеме да поддржиме млади луѓе, нели? Да, убаво е тоа. Значи во салон 1919 имаше еден дел од програмата, Даут Паши Намам салонот, во музичкото училиште во нашата концертна сала, во малата сала на Македонска филхармонија, таму беше одржан гала концертот на учесниците, на професорите учесници. Во овие сали се одржуваат и надпреварите и вечерта имаме концерти. На факултетот за музичка уметност ги користевме исто двете сали, концертната и малата сала. Така да на повеќе локации се со цел сите тие што настапуваат да имаат убав простор за настап, затоа што сепак се спремале, се подготвувале толку долго, треба да имаат убав простор за изvedба. Сите настани се отворени за јавноста, слободни влезови има и за сите концерти, и семинарите, и надпреварувачките елементи што се. Ево од Леонардо што малку ќе слушнеме како е кога човек застанува на сцена од сите концерти и надпревари на кои што досега си учествувал. Можеш ли да одвоиш некој настап кој што така ти е останал во сеќавање, кој што можеби помеѓу твоите омилени или најуспешни настапи? Без разлика дали ти донел награда или било тоа само концертно настапување? Па тешко е да се одвои. Да. Тешко е да се одвои од која причина? Мислам, не си имал никогаш некое така, не знам, посебно чувство дека си отсвирал на најдобар можен начин и дека тоа ќе го помниш, дека било така успешно. Па да, во Приштина отсвирив многу добро. Да, тоа што веќе ми го спомна, нели, дека и таму си имал убави награди. Како го поминуваш, да кажеме, периодот кога, следи, нели, летен период и така натаму, кога вообичаено младите луѓе имаат многу слободно време за одмор. Како ти е распоредено во тие делови од годината времето кога сите одмараат, вежбаш и тогаш или тогаш правиш отстап? Да, тогаш уште повеќе вежбам, да. Поради тоа што повеќе имам време. Да, значи посветеност на инструментот целосно. Да. Имаш ли уште од сега планови за војднина, во смисла дали ќе продолжиш професионално со виолината, да свириш, нели, средно факултет и така натаму? Да, планирам средно да се запишувам тука во Скопје, во музичкото училиште. Факултет немаме уште одлучено.
Уште е рано да се зборува за тоа, да. Нели до тогаш има време. Ќе прашам што се и плановите со Полихимнија во смисла има ли планови за проширување, некои нови идеи што се однесуваат до идните, до следните изданија на фестивалот? Има ли нешто што сега чувствувате дека може да биде подобро со секој ново издание? Секоја година си наоѓаме грешки и си наоѓаме нови идеи од секој настан, нели? Секако следната година ќе биде збогатена Полихимнија со повеќе други настани. Се надеваме дека ќе бидеме успешни како и оваа година, како и претходните години. Секоја година се трудиме да носиме различни професори, секогаш да биде различно со цел нашите ученици и колеги да можат да воспостават различни контакти и да си ги користат понатака во сопствени цели. Леонардо е сега со нас во студиото, но јас мора да прашам и за другите учесници, да им честитаме нели на сите оние, реце нашите оние кои што ги бранат нашите бои, постигна успеси, но вие можете да ни пренесете, имаме ли доволно добри наши ученици, млади музичари и освоивме ли доволно голем број на награди ние на овој надпревар? Да, имаме многу добри ученици кои што може да се на исто рамниште со останатите, меѓутоа треба работа, треба поддршка како од родителите, така од професорите, така и од државата, затоа што сепак ова е специфична професија. Доволно е само еден инструмент собствен да се купи, па веќе знаеме колку е огромен трошокот. Меѓутоа се бориме и се надевам дека и понатака ќе имаме што повеќе успеси, дека ќе бидеме успешни нашите ученици, ние преку нив, нели, да бидеме поуспешни и дека ќе се развиваме и ќе се прошируваме се повеќе и повеќе, така да и учениците и колегите ќе имаат можност да си воспостават собствени контакти. Од ваквите надпревари излегуваат различни контакти, да се настапува на друг надпревар, да се оди на семинар, да се добие некаква стипендија од некој што може да си го дозволи тоа. Секакви релации има и тоа ми е многу драго. Се надеваме дека ќе биде уште подобро и секоја година ќе биде подобро. Им посакувам на сите и надпревари и ученици да бидат се подобри секоја година, за да имаме сите да одиме малку понагоре и напред. Да, затоа е и за поздравување начинот на кој што вие се трудите за тоа да придонесете. Уште сакам да ве прашам, бидејќи споменавте неколку категории, неколку инструменти, има ли доволен интерес за сите овие инструменти тука кај нас? Знаеме дека дел од инструментите се можеби малку популарни во споредба со другите. Меѓутоа ви конкретно за дувачките инструменти, има ли деца кои што сакаат да свират? Па, за одредени инструменти има голем интерес. Тука се кларинетот, флейтата, саксофонот, тие се секогаш многу интересни за нашите деца, за нашите ученици. Хорната се повеќе станува атрактивен инструмент. Оваа година имавме представничка од категоријата хорна од нашето училиште, што учествуваше на тој завршен концерт и таа се надпреваруваше со лауреатите, нели, за оваа престижна награда. Некои инструменти, обоата, например, е по-незастапена, меѓутоа секоја година држиме континуитет. Мора преку ваквите настани да се запознаваат и учениците, и родителите, дека постојат такви инструменти. На Полихимнија се застапени сите инструменти што повеќето инструменти, не сите, што ги има во нашето училиште, во нашата земја, во училиштата во другите градови. И така да тоа ни е основата. Се надеваме дека можеби и некои други инструменти ќе внесеме понатака во иднина. И Леонардо, некаде кон крајот на нашиот разговор, уште да го прашам како ќе поминува следниот период, дали уште од сега постојат планови за концерти, за некои надпревари каде што сега се подготвуваш, нели, за да бидеш дел од нив? Да, во план ми е додам на надпреварот во Приштина оваа година. Добро. Исто планирам да имам солистички концерт во Прилеп. Следната година во Белгија планирам да одам на надпревар.
Да. Значи има многу нови предизвици. Концертот во Прилеп предпоставуваме намерно одбран затоа што дома си е дома во Прилеп, ти е Да. најсилната публика. Да. Да, имаш ли пријатели, роднини, луѓе кои што Да. кога и да свириш мора да се таму за да поддржат? Да. Да. Па и ние сега во оваа прилика ета да ги поздравиме и да им кажеме едно големо благодарам затоа што поддршката на секој човек најмногу му значи во која и работа да е така. Да. Ви благодарам многу на двајцата затоа што ово утро бевте дел од Македонија денес. Јас ќе посакам за следни изданија на овој наставни надпревари фестивал да зборуваме повторно и да споделуваме искуства. Нормално на Леонардо да му посакам со вакви статуетки и дипломи да ни доаѓа во иднина во студиото. Ние секогаш ќе бидеме расположени за да ги споделиме со нашите гледачи. Благодариме на поканата, се надеваме дека и ние ќе бидеме малку подобри и поуспешни во реализацијата. Се надеваме дека ќе имаме голем број на учесници и сите учесници вака да добиваат статуетки и дипломи. Меѓутоа, Полихимнија организаторите даваат и парични награди за првите тројца што ќе добијат најмногу бодови на овој завршен концерт. Така да ете, поддршката наша кон нив е голема, се надеваме дека можеби до година уште поголема ќе биде. Благодариме за поканата уште еднаш. Да. Ви благодарам многу од срце што денеска бевте мои гости во Македонија денес.